Драги мои, во минутите кои следуваат, уживајте во уште едно издание на емисијата Наша сцена. И во ова издание на оваа емисија ви ги подготвивме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Кој се снимаше, кој промовираше видеозапис и многу други новитети следуваат во продолжение. Останете со нас. Драги мои, денешниот гостин е релативно млад, доста талентиран. Ни доаѓа од Велес. Станува збор за Христијан Ивчев. Здраво и добре ни дојде. Здраво ви, благодарам на поканата. Прекрасно е кај вас во студиото. Во Охрид, јас си го сакам Охрид. Так. Често доаѓам за викенди во летните периоди. Так. Како си ти, како се чувствуваш? Супер, спремен за интервју после долго време. Так. Чинам дека од Лешок немам давано интервју за ваша телевизија, па супер. Така, ти си навистина доста млад, но зад себе имаш што да се каже баш токму на музички план. Јас би сакала нашиот разговор да го започнеме токму од твоите почетоци. Кога почна да се занимаваш со музика и дали некој ти беше ветар во леѓа или сам? Па да, видете, тоа е уште од најмала возраст. Причината за тоа е Сузана Спасовска. Повеќето што ме знаат дека им е омилена пејачка. Кога излезе хитот Џингрлака Џикица, значи 3 години пеев, имав желба за музика, пред се за народна музика. До ден денес ја следам, па да не речам или да речам се огледувам на нејзико, таа е женски вокал. Так, Сето тоа почна од 3 годишна возраст. Така, интересно за тебе тоа што ми спомна дека во Велес порано постоеле дискотеки за деца каде што вие децата сте настапувале. Да, но се настапував, имаше исто една дискотека, мислам дека се викаше Кука Манга исто. Така, значи ти си настапувал таму? Да, на многу места низ Велес околината, на Велес Фест, Питијада Велес и така. Така, значи познат си по настапите, уште од најрана возраст, па си до сега. Си настапувал и на фестивали, го спомна на почетокот Лешочкиот. Да, Лешочкиот Фолк Фест, еден прекрасен фестивал. Во Лешок е многу добро, јас се чувствувам како дома, многу ми е убаво. Благодарение, повторно ќе ја споменам, Сузана Спасовска, таа ми поклони песна. Така. 2018 Расцути, нејзин е текстот. Музиката и аранжманот на Дејан Миленковски од Академци. Тоа беше еден подарок од незе за мене и навистина сум благодарен, така јас прв пат излегов на фестивал. Така. После другата година имаше повторно Лешок 2019, па Филиграни и сега нели со ситуација сме малку на пауза. Така, значи навистина доста застапен на фестивали, но е интересно за тебе тоа што покрај тоа што си настапуваше, секако пред ситуацијата со коронавирусот, во Македонија имаш настапувано и надвор нашата држава. Да, тоа е малку друга варијанта на настапување, тоа е онлайн настапување за најдобар кавер за Крис Морена груп од Аргентина, во која освои второ место за најдобар кавер. Тоа беше на глобално ниво, значи повеќе држави беа поканети онлайн и неочекувано, но ете. Каверот го снимивме кај Дејан Миленковски во Академци. Добро испадна. Да напоменеме дека на шпански јазик. На шпански, да. Песната е на шпански јазик, преработка од една серија и во идно време ќе во план сум и веќе нешто е спремно, да речам 50% е спремно да издадам и албум. Албум, да, на шпански јазик. Така, како се снајде со шпанскиот јазик? Дали ти падна тешко? Не, одев на курс, бев љубител, исто што од мал сум љубител на македонската музика и на шпанскиот јазик и на нивната култура, особено Аргентина, Буенос Ајрес, тие делови. И одев на курси од многу серии. Како беше гласањето? Гласањето беше од жири. Луѓе кои што избираат, како да кажам, актери и пејачи за што прават серии и филмови, значи имаше комисија од Русија и од Аргентина. Така и ти се најде на второто место. Искрено неочекувано, да, го обожавам тој јазик и таа поп музика, ја обожавам таа поп музика и да не речам за забава го направив тоа и не очекував, но меѓутоа испадна. Навистина доста интересно. Да, требаше да отпатувам годинава на 20 април таму да настапувам со 2 песни. Едната моментално ми е во процедура, треба да ја снимам на наредниот период. Меѓутоа ради ситуацијава све се одложи. Се одложи, ама ќе го чуваме за понатаму. Така, се надеваме дека за скоро време си ќе заврши, па ќе си продолжиме сите понатака со нашите планови. Навистина еден тежок период за нас. Не знаеме до кога ќе трае, сите сме погодени, но посебно вие музичарите. Што правеше ти во време од
што правиш ето во време од коронавирусот? Дали припремаш нови песни, некој нов проект? Да, нови песни, да, шпански и неколку мои авторски. Се надам дека до септември ќе го завршам тоа. И ако пуштат еден мини концерт за најблиските, за да ги спромовирам тие песни и новите што ќе ги снимам авторски. Така, за себе имаш навистина доста песни. Јас предлагам да направиме една пауза, да слушнеме една од твоите песни која носи наслов Зарем можеш да заборавиш и се враќаме во нашето студио. За миг да се појавиш, да ми кажеш два-три збора, да ме утешиш. Што ли направив, каде погрешив, толку ли е лесно ти да заборавиш? Песната е лек, лек за душата, мене таков лек не ме лекува. Каде одиш ти, кај да одам јас, на две страни во два света разделени. Зарем мислиш друг да засакаш, наша љубов ти да предадеш? Зарем можеш да заборавиш долги ноќи, ноќи не спани? Каде мислиш ти да побегнеш? Зарем нема да ме погледнеш? Се ти дадов, се ти подарив, зарем можеш да заборавиш? Песната е лек, лек за душата, мене таков лек не ме лекува. Каде одиш ти, кај да одам јас, на две страни во два света разделени? Зарем мислиш друг да засакаш, наша љубов ти да предадеш? Зарем можеш да заборавиш долги ноќи, ноќи не спани? Каде мислиш ти да побегнеш? Зарем нема да ме погледнеш? Се ти дадов, се ти подарив, зарем можеш да заборавиш? Се ти дадов, се ти подарив, зарем можеш да заборавиш? Кристијан, навистина една доста прекрасна песна. Ајде нешто повеќе околу оваа песна, кој е текстописец, дали имаш видеозапис за истата? Вака, таа песна ја ставивме на промотивен албум, сингл, тоа се две песни, Растути, кој што беше на Лешочки Фолк Фест 2018.
и преку ноќ испадна песната. Само ме го пушти ја текстот, го прочитав и другото ден отидов во студио, му реков на Дејан ние снимаме и така испадна таа песна баш на брзински, меѓутоа се пронајдов во оваа песна што слушнавме сега пред малку. И така испадна на брзински да се сними, текстописец е Томислав Коцевски, а музика и аранжман Дејан Миленковски. Така, за нејзин имаш видеозаписни, се надеваме дека Во иднина, во иднина ќе- Требаше да има, меѓутоа се е на пауза моментално. Така. Интересно за тебе е тоа што веќе имаш издадено еден албум на македонски. Да речеме промотивен сингл со две композиции. Така. Не албум во глобала, меѓутоа како албум. Како албум. Имаш и 10 песни. Да, сакам да кажам дека сум љубител на аудиокасетите и за овој сингл правевме примероци CD-а и аудиокасети. Дејан Величковиќ од Скопје, ќе пратам голем поздрав до него, он ми ги средува и видеата на YouTube и сите други работи во врска со Така. омотите. Ето имаш околу 10 песни напоменав. Да. Твој. Ќе слушнеме уште една во Токму така. во ова денешна емисија. Интересно за тебе е тоа што имаш направено промотивен концерт, па би сакала повеќе да се задржиме околу тоа. Ми се чини дека тоа беше пред да настапиш на Лешочкиот. Да, тоа беше фест. 5 октомври 2017 година. Како што кажав, настапував дури и во средно кога бев настапував по патронати на многу други манифестации низ Така. градот и во околината во Велес и многу луѓе знаеа дека настапувам, дека имам голема желба кон македонската музика и кон пеењето и решив да ги соберам сите најблиски роднини, пријатели, Така. другари, да направам еден концерт кој траеше 2 сата. А пеев претежно македонска народна музика и поголем дел беа песните на Сузана Спасовска. Тој дел ми беше најавен како песните со кои што пораснав и кои што ме инспирираа да еден ден застанам на сцената Така. и ми даваат и до ден денес ми даваат енергија тие песни и уживам во тие песни. Така. Во неколку наврати во нашиот разговор ја спомна Сузана Спасовска. Како дојде до соработка со неа? Уште од малку, како што кажав, ја обожавам Сузана Спасовска, цела дискографија дома комплетно ја имам. Преку Дејан Величковиќ ќе го спомнам, сосема случајно се надавме на Инстаграм, па со него малку ме доближи до Сузе. Претходно си се знаевме, јас одев и на нејзини настапи, Така. меѓутоа Дејан ме доближи до Сузе. И така стана Сега една сме голема блиски соработка, пријатели. блиски Да, пријатели. и многу ми е мило за тоа. Така. Јас предлагам да ја слушнеме и твојата втора песна, Дајте само музика, и да се вратиме во нашето студио, па да се продолжиме со нашиот разговор. Да можам, ама не можам друштво мое да си оставам. Да можам, ама не можам дружава. Да ја скротам, да ја смирам и на една да ја подарам. Да можам, ама не можам свирки песни да заборавам. Да можам, ама не можам да не пеам. Штом ќе слушнам песна наша, срце пее, јас се веселам. Затоа дајте само музика, за неа јас живеам. Ке ви пеам јас до зорите. Еј, свирачи, свирете, само ние знаеме. Секогаш со добра песна народ да веселиме. Да сакам, ама не сакам да се смирам, да се приберам. Да сакам, ама не сакам да не пијам. Штом ќе слушнам песна наша, срце пее, јас се веселам.
да можам, ама не можам свирки песни да заборавам. Да можам, ама не можам да не пеам. Штом ќе слушнам песна наша, срце пее, јас се веселам. Затоа дајте само музика, за неа јас живеам. Ке ви пеам јас до зорите. Еј, свирачи, свирете, само ние знаеме. Секогаш со добра песна народ да веселиме. Dajte samo muzika, za nea јас живеам. Ке ви пеам јас до зорите. Еј, свирачи, свирете, само ние знаеме. Секогаш со добра песна народ да веселиме. Овој народ нас не сака, ајде да запееме. Ја слушнавме и Дајте само музика. И ова ти е на вистина преубава песна која јас би ти предложила за скоро време да си снимиш видеозапис. Се надевам дека добро ќе биде прифатен кај народот. Кој е текстописец на оваа песна? Дејан Миленковски, аранжман, музика и текстописец. Таа композиција е за Филиграни Фолкфест, кој се одржи во Дом на Арма 2019. Излезе добро, исто како и претходната, и снимаме на балада. Звездо моја, кажи ми, таа излезе добро. Навистина добро прифатена кај. Добро прифатена, да. За крај на нашиот разговор би сакала, пред да ни ги откриеш твоите наредни планови, да ни откриеш нешто повеќе. Негде на средина од нашиот разговор го спомна шпанскиот албум, па би сакала нешто повеќе околу тоа. 2-3 дуета ќе бидат со една моја драга колешка, која што ќе го пее женскиот вокал. Тоа ќе бидат преработка на песни, веќе издадени песни од серии. Има понуда исто да се сниме кој сака. Тоа ќе бидат преработки од шпански песни. Во најбрзо време треба да се средат. Две се готови, остатокот... Отприлика колку планираш? 10 со оваа поведничката. И сите на шпански јазик. На шпански јазик, да. Навистина интересно. Треба да се работи доста, пошто сепак јазикот е шпански, се прават грешки, нели, бара доста работа, доста вежбање, меѓутоа добро ми оди. Па добро, сега имаш доволно време, како што немаш настапи и слични настани каде што си застапен со музиката. Се надевам дека имаш доволно простор да се посветиш на реализација на овој твој проект, да го наречам, еден од поголемите проекти. И ако не се лажам, си единствен во Македонија која те успел да освои второ место на некој настан во Аргентина. На мејл, мислам дека да. И само еден член од Македонија беше на конкурсот. Така. Јас пак ќе речем ради забави, ради што ги обожавам, али... Така. За крај би сакала да ги слушнам твоите наредни планови, освен ете шпанскиот албум. Да доработам некои мои авторски песни, да преснимам една моја песна, сакам да ја оживам малку. И после шпанскиот албум, како што кажав, ако дозволуваат и нели ако себе да ќе да направиме еден мини концерт кај што ќе се испромовира шпанскиот албум, па после нова година да издадам авторски албум.
Ние ти посакуваме успех, ти благодариме што одвои време, што беше гостин во Благодарам и нашата вас. емисија. За крај само што би им порачал на нашите гледачи. Да слушаат многу македонска музика, само македонска музика и да уживаат. Бидејќи има премногу песни, да се слуша и да се гледа и да се ужива. Така, ти благодарам уште еднаш и за скоро Благодарам време вам. те чекаме повторно во нашите студија. Секако. Фала. Чекор по чекор го завршуваме уште едно издание на емисијата Наша сцена. Јас верувам, успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. Верувам, уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на 2 локации во Струга. Ние наредно се гледаме за 7 дена, а вие останете во добро расположение.